Македонските здравствени власти ја разгледуваат можноста задолжително да се приложува сертификат за вакцинираност против COVID-19, доколку граѓаните сакаат да присуствуваат на масовни настани или пак на манифестации што се одржуваат во затворен простор. Тоа се однесува на спортски и културни настани, кина или театри. Ваквата можност ја најави министерот Венко Филипче, за што ќе се разговара во наредниот период. Продолжуваме понатаму интензивно да работиме и на терен и да апелираме и со кампањата да ги повикуваме граѓаните да се вакцинираат. Тоа е единствен начин да се спасиме од евентуално нов бран и размислуваме за тоа како ќе и можеме да функционираме во есенските месеци. Овие недели кои што се пред нас ќе размислуваме да согласно тој опфат евентуално некаква форма на рестрикција, почнувајќи од есенските месеци, од септември натаму, воведеме во смисла да вакциналниот сертификат биде неопходен да се влезе на некој масовен настан, кога има настан на затворено и така натаму, меѓутоа да видиме како ќе се одвиваат сега работите. Искрено се надевам дека опфатот со вакцинација ќе се зголеми. Филипче нагласи дека според првичните анализи, над 85% од здравствените работници се веќе вакцинирани против коронавирусот. Се чекаат анализите за вработените во училиштата и градинките, за да се донесе одлука дали ќе биде потребно дополнително да се апелира за вакцинација во училиштата и градинките на есен, за да можат тие непречено да функционираат. Министерот Филипче рече дека во државата досега се вакцинирани околу 430.000 граѓани, од кои 250.000 примиле по 2 дози од вакцините против COVID-19. Без големи изненадувања во поглед на кандидатурите од СДСМ за градоначалници на општините во регионот е соопштувањето на имињата со кои партијата на власт ќе излезе на предстојните локални избори. Партискиот председател Зоран Заев на пресконференцијата на која ги соопшти првичните 30 на кандидати, го вброи и актуелниот градоначалник на Виница, Ивица Димитров, како предлог за уште еден мандат на раководното место во општината. Слично како и за другите кандидати, Заев и за него рече дека тој со својата работа ги оправдал очекувањата и на граѓаните, но и на самата партија, поради што анкетите покажале дека треба да влезе во трката за втор градоначалнички мандат. Димитров пак истакна дека ваквата одлука на раководството на СДСМ за него била очекувана. Најпрво благодарност до председател Зоран Заев и целиот извршен одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Што се однесува до кандидатурата, јас можам да кажам дека беше и очекувана, со оглед на фактот дека сите спроведени теренски анкети дава голема предност за мене, не само во внатре-партиските редови, туку и во опонентите од ДПМН, така да можам да истакнам и со реализирањето на огромен број проекти за општина Виница, во моментот се нешто повеќе од 200, препозна кандидат кој што може повторно да излезе и да победи на следните локални избори. Веќе од денес почнуваме со нова програма, бидејќи постоечката програма која што има пред 4 години е реализирана повеќе од 85%, така да очекуваме нова програма која што ќе биде во интерес на граѓаните на општина Виница. За разлика од Виница, председателот на СДСМ Заев во првото соопштување на имињата на кандидатите за градоначалници не го спомена актуелниот прв човек на општина Кочани Никол Чуилиев. Неофицијално, тој има највисок рейтинг на анкетите од Сдруженијата на граѓани, но и кај двете најголеми политички партии во општината, поради што во јавноста се јавува дилема зошто Заев не ја најави неговата кандидатура. Самиот Илиев пак ја објаснува причината за тоа. Сметам дека тоа е партиска работа и дека воопшто ниту се мешам, ниту имам потреба да коментирам една таква одлука кој ќе биде и како ќе и каде ќе биде поставен градоначалник. Она што ме прашувате за мене лично, морам да ви кажам дека јас немам поднесено никаква апликација и од тие причини не очекувам ниту да биде споменато моето име. Имав повик, од една политичка партија, да бидејќи сум бил предложен според нивните информации како еден од можните кандидати да поднесам апликација, меѓутоа јас одговорив дека јас уште како што најавив многу одамна дека
мојот мандат трае 4 години, ќе се потрудам во тие 4 години, односно до истекот на мојот мандат, да завршам поголем број од проектите кои што се во тек и се планирани од наша страна да бидат завршени и дека јас не планирам да поднесам апликација за втор мандат. За сега имаме некои разговори со дел од раководството на партијата. Сето тоа е сепак го сметам за еден вид нормални разговори кои се во делот на нашата и секојдневна соработка со централната власт. Меѓу 30-тината градоначалнички кандидатури од СДСМ, што ги соопшти председателот Зоран Заев, во источниот регион се најдоа и имињата на актуелните градоначалници во Штип, Пробиштип, Делчево, Карбенци и Лозово. За почетокот на идниот месец се очекува да се официјализираат партиските кандидати за градоначалници и за останатите општини. Во Кочани успешно заврши проектот за изведување општинско корисна работа, со кои 15 невработени лица беа работно ангажирани и добиваа финансиски надоместок. Учесниците во проектот ги добија сертификатите за ангажманот во проектите Сестра на грижа и Мисија. Тие се реализираа како поддршка на лица во социјален ризик. Сертификатите им ги врачи градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев, при што се заблагодари за помошта во подобрувањето на квалитетот на живот на ранливите категории граѓани. Од стручната служба во локалната самоуправа ја истакнаа можноста обучените лица да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Во проектот имавме ангажирано 15 лица во различни области, од кои што 5 негователи за стари, 5 лица негователи за лица со хендикеп, 3 имавме образовни асистенти и 2 лица посредници во Центар за донација. Веднаш по завршувањето на овој проект го најавуваме и аплицирањето за следниот проект, односно програмата Општинско корисна работа 2021-2022 година. Со тоа што ги навестуваме и измените во проектот, имено во следниот проект ќе можат да работат 9 месеци наместо 6, до сега 6 беше само 9 беа само образовните асистенти, сите други по 6, додека сега сите по 9 месеци ќе работат, со тоа што тие што немаат обука ќе имаат можност 3 месеци да посетуваат обука, меѓутоа да имаат и надоместок. Инаку конкуриравме само за асистенти, образовни асистенти во средните училишта, бидејќи во основните училишта веќе образовните асистенти ќе бидат поставени преку ресурсните центри. Општина Кочани 7 години поред е дел од програмата Општинско корисна работа, што е финансирана од страна на UNDP, а поддржана од Министерството за труд и социјална политика и од Агенцијата за вработување. Во периодот од 2014 до 2021 година, преку оваа програма во Кочани беа ангажирани вкупно 77 даватели на услуга во различни услужни дејности. При тоа обслужени се неколку илјади корисници од различни целни групи. Нема намалување во бројот на интервенции на пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани, откако земјоделците почнаа повторно да ги палат остатоците од ожнеаните жита во нивите. Околу 1 хектар земјоделско земјиште засејано со пченица е уништен од пожарот во аторот на кочанското село Мојанци. Од противпожарната единица потврдија дека поради силниот ветер огнот брзо зафатил поголема површина. Пожарникарите што учествувале во гаснењето успеале да го стават под контрола и да спречат проширување кон другите ниви. Токму во овој период од годината вообичаена практика на земјоделците од регионот е да ги палат страништата и сувата слама во нивите, со што се загрозува општата безбедност, а се загадува и животната средина. Исто така се прави и материјална штета на туги имот. Токму тоа е и причината за пожарот кај Мојанци, во кој од изгорената нива се уште не беше собран родот. Пожарникарите ги потсетуваат несовесните граѓани на законската забрана за палење оган на отворен простор, за што се предвидени и парични казни. Само во првите 2 недели од јули, кочанските пожарникари имале 20 интервенции, главно за гаснење пожари на земјоделски површини. Со оглед што жетвата на житата е во ек, пожарникарите потенцираат дека во просек веќе имаат по 2 излегувања на терен дневно, поради што најверојатно јули ќе биде еден од месеците со најголем број регистрирани интервенции.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави повикот за поднесување барања за мерката 131 економско здружување на земјоделските стопанства за вршење земјоделска дејност. Средствата за оваа мерка се обезбедени преку програмата за рурален развој. На повикот можат да се пријават сите земјоделски задруги што се регистрирани во регистарот на земјоделски задруги, а средствата од мерката се даваат како неповратен грант. Финансиската поддршка може да се користи за основање и функционирање на нови земјоделски задруги, како и за покривање на основните трошоци на постојните задруги. Согласно критериумите со мерката, новите и постојните задруги можат да аплицираат и за исплата на просечна плата за управителот на задругата. Задругите од голем обем можат да добијат финансиска поддршка за ангажирање стручен соработник од областа на земјоделството или ветеринарството. Според правилникот за мерката 131, првата година ќе се покријат 100% од прифатливите трошоци што задругата ги направила за исплата на плати со намалување од 20% во секоја наредна година, во период не подолг од 5 години. Еден корисник може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу 2 барања за различни мерки, земајќи ги предвид и останатите мерки од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за оваа година. Образците за исплата заедно со листата на потребните документи можат да се добијат од веб страницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Крајниот рок за доставување барања за исплата по овој јавен повик е до 31 јули годинава.